Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор. Тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Колку пари се трошат за избори и дали парите се пресудни за победа? Можеби не се решавачки фактор, но секако парите се еден од клучните за освојување гласови. Затоа трошењето во предизборните кампањи мора да биде транспарентно и под контрола. Следи ги парите е позната фраза во врска со сомневањата за коруптивни активности, особено во политиката. Кога се во тек кампањи за избори, во оптек се големи суми пари. Барем така е во развиените земји, особено во Соединетите држави. Парите од сопствени извори, од донации, од спонзори, мали и големи, можат да играат пресудно влијание во победата на изборите. Затоа и изворите на финансирање на одредени кампањи и трошоците мора да бидат целосно транспарентни и лесно проверливи. When the night has come, and the land is dark. Републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп, кој е во водство, честопати повторува дека не му се потребни пари од донатори и поддржувачи за финансирање на неговата кампања, бидејќи има доволно. Но дали е баш така? Неговите приврзаници велат дека против кандидатите трошат милиони долари за да го напаѓаат. Затоа поединечно донатори му испраќаат помали суми од 50 до 100 долари со цел да ја поддржат кампањата на Трамп. Почнаа да се вклучуваат и поголеми донатори и со поголеми суми пари. Било да е мал или голем донатор, секој е со име и презиме и за секого се знае колку точно донирал. Трамп, иако повторува дека сам си ја финансира кампањата, што исто така е точно, без парите од донаторите не би можел да ја спроведе до крај. Другиот републикански претседателски кандидат, Тед Круз, ги повика со партиците да се обединат и да застанат зад неговата кампања доколку сакаат Трамп да биде победен. Тоа меѓу другото значи и апел за повеќе донации за кампањата на Круз. Тој засега води традиционална кампања, трошејки пари за рекламирање, персонал и повици до гласачите. Иако во февруари и во март Круз значително ги зголемил трошоците за кампањата, досега не успева да му се доближи на Трамп во кандидатурата за претседател во рамките на Републиканската партија. Во последно време Круз честопати повторува дека доколку Трамп победи во рамките на републиканците, тогаш нов американски претседател ќе стане кандидатот на демократите, Хилари Клинтон. Со таквите оценки на Круз, со кои се согласуваат многумина, всушност треба да се анимираат поддржувачите на поголеми вложувања во неговата кампања. Како и да е, во кампањите за претседателските избори во Соединетите држави се трошат големи суми пари. Станува збор за стотици милиони долари. Текот на парите никој не смее да го крие, а доколку биде откриено некакво скриено финансирање на кампања, тој кандидат би бил отпишан од натамошната трка. Меѓутоа и покрај федералните прописи во Соединетите држави и натаму има големи дебати околу начините на финансирање и трошење во изборните кампањи. Докаде е слободната волја, а каде почнува можноста за корупција. Таа дилема не ја расчистија ни многуте измени во американското законодавство во оваа сфера. Сепак, американците будно ги следат парите. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Колку пари, толку гласови. За сигурен глас не се прашува за цена. Ниту власта, ниту партиите од опозицијата не штедат во трката за гласови. Сумнителни донации и донатори, нецелосни партиски финансиски извештаи, неажурни институции го подгреваат сомнежот дека парите во политиката и годинава ќе останат мрачната страна на изборите. Иако се законски обврзани партиите, тие ништо не објавуваат на своите веб страници, тоа важи и за големите политички партии како СДСМ, ВМРО, меѓутоа и за помалите. Единствено, како подобар пример е Либерално-демократската партија, која што сепак ќе објавува своите финансиски извештаи. Меѓутоа,
за да се знае дали се тие транспарентни, односно како се трошат парите. Многу е важно и институциите да ја одиграат својата улога, особено оние кои што ги имаат механизмите за надзор, бидејќи тука ќе ги повикам Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупција, кои што треба да реагираат и да дават своји коментари, па и да санкционираат сите оние кои што нетранспарентно и ги трошат парите на партијата, односно злоупотребуваат. Субвенции, даночни олеснувања, отпишување долгови, пари за самовработување, на кого 2 километри пат, на кого 3, па бесплатен превоз, бањи. Сите овие предизборни ветувања паѓаат на грбот на граѓаните. Новиот таргет на овие избори се младите. Парите се пресудни при изборот за кого ќе гласаат граѓаните. Доколку се навратиме, особено во последниве 10 години од кога ВМРО ДПМН е на власт, можам да кажам дека навистина парите се присудни, бидејќи доколку партијата има пари и средства, особено буџетски средства, не средства на партија, многу лесно може да се подкупат гласачите и тоа за жал, бидејќи во Македонија сиромаштијата на многу високо ниво, може да се подкупат гласачи за многу ефтини пари, да не речеме за 500 денари, 1000 денари, што бевме сведоци во последниве 10 години дека тоа и се прави. До суд дошле неколку предмети за нелегално изборно финансирање, а до затвор до турка само Љубе Бошковски за неговата кампања. Сите го гледа, бе. Актуелен е случајот Титаник, кој го покрена специјалното обвинителство за изборен криминал во кој се вклучени високи функционери. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.